Сеидбата не смее да доцни. Од утре голема акција за чистење на каналите за наводнување во Штипско, Карбинско, Кочанско и Светиниколско. Од денеска веднаш да се почне со чистење на каналите, како што реков, времето е многу кусо и од тие причини веднаш треба да се започне. Проблемите се доста големи, ние за сега ќе работиме само ургентно, значи да доведеме на оние површини кои што практично ќе бидат засејани, така да и тука ќе бидеме фокусирани. Работа има многу, зашто поплавите натлачија околу 80 км каналска мрежа, а уништија околу 4 км јазови. Од нивната брза санација зависи и пролетната сеидба. Реките еве натака погледнете да видите дека се изрушено. Значи имаме ние штети големи од реката. Значи то нормално водостопанство мора тоа да го реши за да ние наводнуваме оризовите полиња. Почетокот на сидбата на оризо почнува од првата половина на април. А крајниот рок кој што земјоделците веќе го рачунат дека крајен рок за сење на ориз, со кој што може да успее културата е негде 15 мај. Дали државата ќе успее навреме да ја заврши работата и дали сезоната на наводнување ќе почне навреме? Стопанство Брегалница навремено ќе ги чисти сите вади, значи како и секоја година ние сезоната за наводнување започнуваме со зафаќањето на проточните води, односно првата половина на месец април, значи како што дозволуваат временските услови. По традиција први површините се зајуваат во Оризари и во делот Кочан. Сепак не е се во водата. Потребна е помош за преку уништените патишта да се стигне до нивите. Општина Карбинци ќе учествува само во ингеренциите што ги има како локална самоуправа, а тоа е црните патишта, односно макадам патиштата што водат до нивите, до земјоделските површини, ќе ги посипеме со шлунак, односно со тампон, за да можат непречено да се движат земјоделците до своите ниви. Инаку, според планот на водостопанство Брегалница, годинава треба да се наводнуваат 6300 хектари, и тоа 4500 под ориз, 1200 под луцерка, 600 пченка, 400 овошни и 500 хектари лозови насади.